Дали Охрид е ценовна туристичка стапица за гостите кои празнуваат на ривиерата? Мислењата се поделени. Дел од туристите велат дека хотелско-угостителските услуги не се превисоки само за плиткиот джеп на македонските граѓани. Цените ги вџашија дури и печалбарите. Но има и такви кои не го пребројуваат паричникот на секои 5 минути. Одеднаш се живее. Многу. Тоа е многу. По разлика со европските цени се исти. И некои производи се поскапи него во Германија, можам да кажам. И тука сум малку разочаран дека 2,5 евра кафе. Овде е преку 3,5. 4, 5, зависи во кој дел во градов се пие. Pa, nova godina, tu se ne gleda cena, da si došao si, ako razmišljaš o ceni, svuda je skupo, nigde nije jeftino. Нова година е и не се гледаат цените. Ако си дошол и размислуваш за цените, секаде е скапо. Никаде не е ефтино. Ништо поскапо од Србија. Може би поевтино. Цените се слични. Ali tu je negde, u stvari, cene su slične. Во Охрид домакините во сопствениот град живеат како туристи 365 дена во годината. Па така првото кафе, наместо да го пијат со поглед кон бистрите езерски води, игра домашното гезве, оти е луксус. Оние кои што живеат од туризам велат дека тешко се печали. Ни приказните за Охрид и митот за љубовните пештери не ги кандисуваат гостите да плуват по езерската шир, иако цените ги спуштивме за 20%, вели охриѓанецот Наум Мато. Ги нема вели богатите туристи. Многу средна и поќе се деца. Значи, што треба да се направи? Треба да се направи следно. Шујќур што го прават патон киче во Охрид, да дојдат малу побогати луѓе зашто ќе ги скршат колите. Тие појќе што имаат малу банки, ќе си одат иностранство, кој што е нормално. Кој што нема банки, ќе си се дома. Туризмолозите со единствен став. Апсолутно не треба да го продаваме Охрид за ниски цени. Она што треба да се направи е да се подобри понудата. И Македонија во целост и Охрид се уште сме можеби најефтини и тоа е атрактивна компонента. За жал, луѓето кои доаѓаат на Балканот се ценовно флексибилни. Со други зборови, внимаваат колку ќе потрошат. Јас би сакал да имаме Охрид да е полн со туристи кои не размислуваат на цената, кои 100 евра дневно нема да им биде проблем да потрошат. А ние сме се уште на некој низок европски и то суп просек од едва и 50 евра на ден. Цените на угостителските услуги може би порасна и се на врвот на оние пораст на цените воопшто во таа инфлаторна спирала. А во друга страна, просекот на платата исплатена во секторот угостителство и на ранг на минималната. Тоа е лошо. А високи цени, а оној кој што плаќа висока цена, видите, нема висока цена. Што добивате за цената? Од еснавот на угостители пак цврсто стојат на ставот дека Охрид е поевтин не само од обкружувањето, туку и од многу дестинации во држава кои воопшто не се атрактивни. Во зголемената побарувачка се наоѓа можност за покачување на цената, дури и кога станува збор за излетнички места во нашата држава.